да ве запознам со нефункционалноста на државниот апарат и системот во кој живееме и огромните тешкоти со кои се соочува локалната самоуправа. Ние сме соочени со една ситуација во која што мора од две градинки, од два објекта да правиме еден, заради тоа што немаме персонал, односно ова влада и после година дена не најде решение за издавање на лиценци за негователки и воспитувачки. Тоа значи и ние да сакаме да платиме негователки или воспитувачки, или родителите да сакат да платат негователи и воспитувачи, не можат да работат бидејќи немаат лиценца, а тоа владата еве после 11 месеца се уште го нема решено. Во градинката Орце Николов во последнава година заминати се 8 негователки, воспитувачки, технички персонал на пензија или ја напуштиле градинката, за ниту едно немаме одобрение. И замислете куриозитет. Минатата година на 3 декември Министерството за финансии ни одобрило 5 вработувања и со важност до 31.12. од Министерство за труд и социјална политика ни ги доставија тие одобренија дури на 3 февруари. Еве така функционира нашиот систем и оваа партизирана држава. Истите овие барања ги поднесоме повторно и сега замислете пак сме одбиени иако тие пари се планирани во буџетот на Република Македонија. Градинката Распеана младост во изминатава година отидени се 6 негователки, воспитувачки и помошен персонал во пензија. За ниту едно немаме одобрение за вработување. Ајде ве молам, кажете ми, како може куварот да си подига од магазин онолку колку што сака храна, јасно дека ќе има злоупотреба. Законот предвидел да има и материјален книговодител, да има и магационер и за да може да биде контролиран куварот. Значи, овој систем намерно продуцира кражби, намерно продуцира корупција токму и во овој дел кој што ние треба да го контролираме како локална самоуправа. Натаму, градинката Пролет, и исто така имаме 5 негователки заминато во пензија, за ниедна немаме одобрение. Министерот за образование ова година ни намали 16 милиона денари во делот на образованието. Министерот за транспорт и врски 3 плана седат кај него 9 месеца, за ниту еден план немаме одобрување. Министерот за внатрешни работи ни пратил допис да му доставиме се што имаме легализирано на потезот од АБЦ клубот до раскрсницата со булевар 8 септември. Имам јавно да го прашам. Господин министре, дали вакво писмо имате пратено случајно до Чаир? Дали во Чаир имате вакво писмо или пак евентуално во вашиот аеродром дали вакви писма праќате? Замислете, утре на седница на Генерален секретаријат на влада има точка на дневен ред да се одземе спортската сала Партизан 4 на локалната самоуправа, во кој што ние вложивме пари и сега повторно имам да ги прашам, абе има ли нешто да земете од Чаир? Бараки зимате од Карпош, сега сала сакате да земете од Карпош, не дозволувате ни еден човек да се вработи во градинките каде што имаме зголемен број на деца, имаме зголемен наталитет во општина Карпош. Еве вака функционира системот кој што и државата кој што ја води Христијан Мицковски. Јас сум долго време на овие функции, никогаш полошо не било. Во владата на Љупчо Ѓоргиевски, Љупчо Балковски за 7 до 10 дена ни давал одобрение. Никако проблем не сме имале со ниту еден министер, ниту пак со владата на Никола Груевски. Сум бил опозиција на Зоран Заев, значи никакви проблеми со функционирање на министерствата. Ние сега имаме ситуација на еден премиер кој што практично ги има обезглавено министерствата и направени се тотално нефункционални и понаа народната. Дајте му власт да видите што човек е. Новој човек, дали ние во општина Карпош овие граѓани му дадоа власт? За 7 месеци ја растури работата со мене во општина Карпош. Дали овој народ му даде власт во градот Скопје? За 1 година ја растури работата со Данела Арсова. Дали овој народ му даде 430.000 гласови, двотретинско мнозинство да ја води државата, да ја средува? За 10 месеци ја растури со Арбен Таравари. Значи, овој човек не може да владее со оваа држава на начин кој што он ја разединува државата. Со државата може да раководи оној што обединува. Ние во овој момент имаме и обезглавен председател на држава.
Значи имаме еден тотално нефункционален систем и ние живееме практично во два паралелни света. Неговиот свет и неговите вредностни критериуми, и неговиот успех се мери во тоа за колку канти бензин денеска поднеле кривични пријави, кој од непријателите негови го ставил во затвор и колку кредити земал ја задужил Република Македонија и граѓаните на оваа држава. Немаме реформа ниту во дечјата заштита. Каде е реформата во локалната самоуправа? Побараа ли од нас да се сложиме градските предпријатија да се поделат? Ја добија ли нашата согласност? Дали преземаа нешто? Нели ќе правеше закон со кој што ќе заменуваат градоначалници? Никаква промена во делот на локалната самоуправа, во делот на транспорт и врски, во делот на урбанистичкото планирање. Главната реформа му е да ги оновозможи комшиите да се информираат. Значи комшиите не смеат да знаат дека нивниот комшија ќе гради куќа или ќе гради било каков стамбен објект. Какви реформи гледаме во делот на образованието? Ние влеговме во еден тунел, во едно тотално нефункционално општество во кое што граѓаните на Република Македонија страдаат. И ние не може да се сложиме со ваков начин на функционирање. Значи, и ако општината сака да плати негователки, и ако граѓаните, родителите сака да си платат негователки, ние не можеме тоа да го сториме затоа што нема лиценци. Уште една работа да ви кажам. Можно ли е, почитувани пријатели, во едно училиште да имаш 25 деца со посебни потреби? Со лесни и умерени, па некои со тешки пречки во развој. И плюс има деца кои што не се категоризирани. Да немаш дефектолог. Ете, ова е системот кој што овој човек го води и кој што го прави тотално нефункционален и кој што практично ни создаде хаос во државата. Чувствува ли одговорност за овој хаос што се случува во градот Скопје? Му даде овој народ власт во градот Скопје. Што се случува со градскиот превоз? Чувствува ли одговорност за нехигиената? За полните контейнери со ѓубре? Чувствува ли одговорност за оваа џунгла од трава што имаме во сите општини, во кои што со последни напори настојуваме ние од локалната самоуправа да окосиме, да очистиме и така и уште за тоа добиваме казни. Значи, ние на чело на владата на Република Македонија имаме човек и имаме луѓе кои што апсолутно не знаат како изгледа држава, ниту пак било сакат нешто да направат за да тоа профункционира. Тамо каде што сме поднале жалба, кај што се должни да одговорат во рок под 15 дена, ни одговараат после 40-50 дена или ги чекаме жалбите и после месеци два. Тамо кај што се должни по закон во рок од 15 дена да одговорат, чекаме по 2-3 месеца. А канцелариите полни со нивните кадри, државата полна со администрација која што кошта тешки милиони, 270 милиони евра месечно плака овој народ за да функционира оваа држава и еве што на крајот ние имаме. Јас ова го зборувам затоа што во мој Карпуш никој не чека на услуга од општината. Никој не чека, ни еден граѓанин со години или со месеци да чека на решавање на неговите проблеми, и јако имаме волкави обструкции, и јако сме нападнати од сите страни како локална самоуправа.